И еве на назад, почитувани, во отвореното студио 1, заедно со мојот колега Владко Чаловски во овој блок ќе ги издвоиме оно што претходно го најавивме. Реакциите на социјалните мрежи, богами најмногу за аерозагадувањето, бидејќи тешко е да се дише, особено тука во главниот град. Исто така издвоивме еден многу интересен разговор кој што го снимаше колешката Кристина Атовска со Маја Павловска, која што живее во Холандија и е лице со хендикеп и го раскажува своето искуство, односно паралелата како се функционира во Република Македонија, односно цела таа негрижа, како што вели таа, што покажуваат институциите, како е во Холандија. И после тоа, со останатите минути, ќе ги отвориме телефонските линии на она тема која што верувам дека Чаловски последниве 2 дена бурни реакции предизвика во јавноста, тоа е поскапувањето на левот. Нешто што така лично ги задира сите граѓани, па затоа подгответе се за оваа тема, за поскапувањето на лебот. Телефонските линии ќе бидат отворени некаде по 15 минути од ова вклучување, а како што напоменавме, ова се реакциите од социјалните мрежи, па така би ја издвоил оваа прва реакција од Наталија Трпковска од Facebook, по повод на новата информација дека општина Пробиштип од денес ќе заловува улични кучиња, за што на ветеринарно-сточарски центар од Куманово треба да му плати 250.000 денари, односно 4.300 денари без ДДВ за едно куче. Кучињата ќе се чипираат, вакцинираат и носат во стационар, па потоа повторно на улица. Меѓутоа, реакцијата доаѓа токму за оваа реченица, оваа информација која што вели постарите кучиња ќе бидат еутанизирани, така одлучила самата општина. Заловувањето на кучињата ќе биде во присуство на представник на самата општина, кој потоа треба да направи записник, а по овој повод, за оваа информација, Наталија вели колку пари ќе исперете со оваа акција, колку чини еден живот. Наталија Трпковска е личност која што и јас лично ја познавам и еден од оние гласни активисти, особено за животните, кои што сепак има поделени мислења за начинот на кој што се третираат, меѓутоа она што таа го нагласува се секако оно што самите кучиња не можат и нема начин како да го искажат. Да, долг период наназад, еве, почитувани, кога имавме можност во контактната емисија 1 минута да истретираме токму оваа тема, како да се реши проблемот со кучињата скитници, имаше, Чаловски, како што спомена и ти, поделени мислења, надлежните можеби недоволно се обидуваат да најдат адекватни решенија и еве повторно е актуелно, ако може така да се заклучи, но сепак денеска споменавме што е најактуелно, особено во Твитер заедницата, аерозагадувањето, може да се забележат и доста духовити коментари, секако на сметка на лошиот воздух што го дишеме. Па еве ќе ви издвоиме јас и Чаловски неколку. Еден твит вели: еден силен ветер и го расчисти воздухов у градов. Сега фали една поплава да го собере разлетаново ѓубре од улиците. Да, апропо загадувањето. Така, вие само бидете гласни, вашиот глас сепак еве добива овде медиумски простор. Со ваша помош заедно ги решаваме проблемите, реагираме всушност за оние кои што треба и кои што се одговорни за тоа да ги решаваат. Така извесен Никола Димче вели: ако ВМРО и СДСМ разменат уште 400 соопштенија за воздухот меѓу себе доволно брзо, ќе создадат струење на воздухот кој ќе подзачисти барем малце. Да. Исто така еден друг твит вели: граѓанин на Карпош полни вреќа со чист воздух за зимница, бидејќи ова и тоа како е една од најзагадените скопски општини може да се каже. На мета на овој аватар наречен Чедо Жулј од Твитер заедницата се јавува заменик министерот за
животна средина, Јани Макрадули, па вели голема благодарност до Макрадули што интензивно се молеше на Богот на ветрот и денес после долга битка и неуспешни молитви конечно задува и не остави да дишеме чист воздух. Да. И еве исто така има еден друг духовит коментар. Вели, ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на град Скопје што ни овозможија ваков прекрасен сончев и незагаден ден. Ова е малце иронично. Граѓани на Карпош полни вреќа со чист воздух за зимница. Да, го прочитавме веќе. Овие беа тие највпечатливите, бар до овие моменти, твитови кои што нели секојдневно ги пишуваат граѓаните, а кои што ние ги издвојуваме. И сега, токму бидејќи ни се поврзува добро темава со аерозагадувањето. Да. Бидејќи се поврзува добро самата тема, предлагам да ги погледнеме иако не е толку добра. Предлагам да ги погледнеме сепак бројките, што велат бројките за каква е состојбата со воздухот во моментов. Еве, првата општина од каде што ги вадиме бројките во реално време е општина Аеродром и ова е бројка која што покажува дека воздухот е всушност квалитетен, односно дека оние PM10 честици се на минимално ниво, се 12, а дозволеното е 40 единици. Што е редкост. Што е редкост, секако. Токму овој ветар, токму овие временски услови се... Да, она што и пред малку го читавме. Да. Ќе ја замолам режијата друга општина за која што имаме бројки. Општина Ѓорче Петров. Да, и ова е. Еве, може да се види во реално време дека во општина Ѓорче Петров исто така за среќа имаме чист воздух. Квалитетен. И уште една општина, ако не се лажам. Општина Центар. Општина Центар, каде што има најмногу сообраќај. Еве, најмалку загадено. Најмалку загадено, да. Да, и штетните PM10 честички најмалку ги има. Да, ова сакаме со колегата Чаловски да стане на пракса, ако може така да се каже, во ово отворено студио 1, во било кој од блоковите, малку да ви доловиме каква е моменталната загаденост, односно состојбата со воздухот во оние скопски општини кои што важат за најзагадени, бидејќи сметаме дека и тоа како граѓаните имаат право еве да знаат како воздух дишат во моментот. Не само тоа, Јана, јас се сомневам дека секојдневно граѓаните отвораат на квалитет на воздух на веб-сајтот каде што се мерат бројките и односно каква е реалната состојба во моментов, па така сите оние кои што не следат во моментов колку толку можеме да им доловиме. Да се подигне свеста. Да. И сега во ова шаренолико како што ви е добро познато отворено студио, предлагам во продолжение она што го споменавме. Скајп разговорот на колешката Кристина Атовска со Маја Павловска, која што, како што напоменав, моментално живее во Холандија и го раскажува своето искуство како да си лице со попреченост, односно третманот и таа паралела. Спомена и претходно Чаловски, сметаме дека не треба фокусот да биде ставен само кога ќе е меѓународен ден на лицата, туку дека треба можеби што почесто да се третира ова тема. Она што е интересно, посебна реченица би издвоила од она што Маја го вели во разговорот, вели: властите во Македонија треба да се ги засукаат ракавите, а не да прават забави. Забава ќе им направиме ние кога ќе ни ги обезбедат условите. Одлична поента, така што во продолжение да го погледнеме овој разговор и потоа си како ќе се вратиме со отворените телефонски линии во студио 1. Еден ТВ продолжува да ја третира темата за лицата со некаква попреченост и со какви се проблеми тие се справуваат. Во моментов ќе разговараме со Маја Павловска, која се наоѓа во Холандија. Господја Павловска, добар ден.
Добре дојдовте во студиото на Еден ТВ од Холандија. Може ли пред се да ни кажете со какви проблеми се соочувавте вие додека бевте во Македонија? Пред се да им посакам добар ден на вашите гледачи и благодарност до вашата телевизија која се заинтересира за овој случај и воопшто за проблемите на луѓето со посебни потреби. Во случајов со акцент врз неподвижните или тешко подвижните или лицата со телесна попреченост. Заради нивните можеби и најтешко решливи проблеми со оглед на лошата и нефункционална инфраструктура во која со години не е вложено ништо и затоа е таква каква што е. Мојата диагноза е миелополирадикулнеуритис, автоимуна болест, една од најретки во светот. Оштетувањето е предизвикано од вирус во миелинот, во рбетниот столб и е на многу високо ниво, помеѓу 3 и 6 пршвен цервикален, што предизвика комплетна парализа на цело тело или квадриплегија. Во првите 2 години од болеста, а се почна во 91-а, за 10 минути ми се промени целиот живот. И да не навлегувам сега како се одвиваше борбата за сите изминати 28 години и се уште трае, затоа што не е тоа темата. Темата се последиците со кои морав секојдневно да се соочувам, додека живеев и кога сакам да го посетам Скопје и сега, а и цела Македонија, да дојдам дома. Моите родители почина, сега се за жал починати. Они беа моето се, 24 сати грижа од нивна страна и од блиското семејство, брат ми, син ми и така натаму. Првите 2 години ги помина во лежачка позиција, така да не ни помислував што ќе се случува понатаму. Имав прогнози од сите доктори кои беа запознати со мојот случај дека ќе останам во кревет за секогаш. Сепак, пред се заради мојот тогаш 1,5 годишен син, моите родители и блиски луѓе, мојот ментален склоп, фајтерски дух, можеби, или не знам ни јас што. Сепак од лежачка позиција некако дојдов до седечка. Понекогаш и со штаки се движев, но секогаш со некого лево и десно за секој случај. Кога и дишењето се нормализира, почнав да се враќам и психолошки во старата јас и тогаш почнаа моите маки. 4-ти спрат, без лифт, симнување назачки по скали, со двајца до мене, лево-десно, или со количка претходно, со моите родители или пријатели, роднини, не е битно. Неколку пати количката паѓаше врз нозете на тој што ме носи. Гледаш болка, ќутат за да не те повредат. За да не покажат колку е тешко тоа секојдневие. Во тоа време кога во општината центар градоначалник беше Аларова, почнавме да се распрашуваме што треба да се направи за да се добие дозвола за лифт. Ни кажа све што треба да се направи, но многу нив ни дава предлог продадете го станот. Но ке се сложите дека не е баш така лесно да се направи за мене, со оглед на тоа што веќе беше уложено многу за да се адаптира според моите потреби. Потребна беше само дозвола за инсталирање на лифт. Значи, внатре, моите го дотера, го адаптира според моите потреби. Остана само да се земе таа дозвола за лифт, која никогаш не ја добив до ден денешен. Не ви дадоа образложение зошто? Сега ќе ви кажам. Значи, и покрај одобрениот проект од градежен и архитектонски аспект. Значи, направивме проект, заверен со печати од страна на надлежни органи, тие како ги викаат градежни бироа или архитектонски бироа.
Покрај нотарски заверени подписи за согласност од страна на соседи и покрај образложението дека се работи за лице со трајна телесна попреченост, како последица од една од најретки болести во свет, сепак, ДУП во тоа време беше сменет преку ноќ, без да им се каже на граѓаните од општина Дебармаал, и проектот не можеше да влезе во таа промена за само 60 сантиметри. Во кои 60 сантиметри беа потребни, нели, за во тој план проект да се внесе и лифтот. И мене не ми беше доделена дозволата за градба на лифт. Мајка ми, која се занимаваше со овој проблем заради незината струка како архитект, почина во 2008 година. Документацијата остана во Министерство за транспорт. Го барав предметот во периодот на Тодоровиќ, понатаму, нели, после Аларова. Во периодот на Андреј Жирновски не добив позитивен одговор. Го барав по архивски броеви, проектот во Министерство за транспорт и врски. И исто така од некои луѓе кои го бараа во моје име, со моје полномошно, добив одговор дека наводно од таму добиле одговор дека, не знам, имале пожар, поплави и така натаму, и воопште мојот случај го нема. И вие никогаш не го направивте тој лифт? Никогаш, до ден денеска. И после сите поминати години, од тегнење по скали, нагоре и надолу, и години во тропање по вратите на надлежните институции, се заврши со тој одговор. И нивното љубезно браво на храброста. Ама и сега почни се од почеток. Јас повторно да губам години, ниту имам сили, ниту имам намера. Сега се они наред. Редот е на надлежните институции да реагираат. Кои се другите недостатоци на македонскиот систем, бидејќи не е само пристапноста проблем, тоа е оној основниот проблем, меѓутоа што друго не е во ред во оваа држава? Па јас од она што пратам, мислам дека ништо не е во ред во таа држава. Значи, ниједна институција не работи како што треба. Со самото тоа што луѓето се навикнати да одат на шалтери, мислам, да одат да завршат работа со некаква си, не знам, врска, ургенција или како и да е, не е тоа нормално. Господја Павловска, можете ли да направите компарација помеѓу состојбите во Македонија и состојбите во Холандија, дали таму ви е олеснет животот на било каков начин? На дената смрт на мајка ми, а кратко потоа и на татко ми, добивме виза за престој и се преселивме со синот во Холандија. Првото чувство, кога ги видов сите луѓе со различни посебни потреби излезени на улица, самостојно живеат, моторизирани, со специјални електрични автомобили, инстантно ја почувствував слободата. Кога прв пат ми се случи после толку години сама да застанам пред излог и да го изберам парчето кое сакам да го купам, се радував како мало дете, верувајте ми. Пошто во Македонија тоа не беше можно. Едноставно мораш да нарачаш нешто, да ти донесат. Самото чувство дека имам свое превозно средство, кое што ми е доделено од општината, со кое имам целата слобода да одам каде сакам и кога сакам, ме прави најслободен човек во свет. Во мојата родна земја изгубив цела младост за да се докажувам, нели, со институциите. Почнувајќи од еден обичен лифт. Да, за еден обичен лифт, а таа овдека ги завршив сите работи за само 3 месеци. И тоа без да барам. Самата општина ми кажа што треба да направам. Што треба да направат нашите власти за да стигнат до тоа ниво на посветеност и грижа за овие лица? За колку време вие мислите дека може да се постигне таа состојба и тој систем, меѓутоа и таа колективна свест каква што има во Холандија? Може многу брзо, само ако се сака.
Јас имав некој предлог решенија кој што ги пуштив во самото отворено писмо до господинот Заев и неговата екипа, односно министерката за труд и социјала и министерот за транспорт и врски, пошто они сите заедно треба да го решат овој проблем. Што содржат оние 4 точки кои вие ги предложивте? Прва точка, во законот да стои децидно дека до и од секој дом на секој инвалидизирано лице мора соодветната институција да обезбеди, изгради соодветен пристап или влез и излез, рампа, лифт, столица, лифт и така натаму, во зависност од диагнозата и инвалидското помагало. Второ, на секое лице со посебни потреби да му се обезбеди такси возило адаптирано со лифт и рампа, достапно во секое време од денот. Трето, при изградба на планираната инфраструктура, патишта, тротоари, велосипедски патеки, влез и излез до јавни објекти, паркинг места, да се има на ум дека постојат и посебни потреби за посебна пристапност, а кои нема да навлегувам во статистика, но знам дека не се малку. Четврто, според закон, секој што отвара било каков јавен објект при изградба да мора да обезбеди пристапен влез и излез за лица со инвалидски помагала, како и движење внатре во објектот. Без исполнување на овие услови да нема право да го отвори објектот. Истите услови да важат и за веќе отворените државни или приватни јавни простори. Ви ги давам, добро, сега тука, значи да не продолжувам со текстот понатаму. Овие се неколку предлози кои што се основа на све понатаму. Зашто ги гледам дека се занимаваат со некакви си приредби и некои организации, не знам, од 1 и 2 дена, као да мекеве ние правиме све за лицата со посебни потреби. Нас не ни требаат ден и два, нас ни требаат 365 дена да бидеме, да ја чувствуваме таа слобода, таа независност, да можеме сами да функционираме. Така да тие приредби ќе дојдат тек после завршување на оваа основна работа. Дали имате намера да се вратите во Македонија? На тие архитектонски бариери. Дали имате намера да се вратите во Македонија? Па знаете како, јас останав овде заради условите кои што ги имам. Значи, доколку јас имав услови во Македонија, никогаш не може да мрднам од таму. Така. Ви благодарам што го споделивте вашето искуство, освен ако има уште нешто што сакате да кажете, нешто што не дополнивме. Јас во врска со тие приредбите ќе им кажам на сите тие надлежни таму, нека ни дадат ваква независност, да почнеме да се движиме, нели, нормално, независно, тогаш ние ќе направиме забава и ќе ги викнеме нив. Ама таква забава на која што никогаш не били. Господи Павловска, ви благодарам што го споделивте своето искуство. Ние и понатаму ќе останеме во контакт и секако ќе се видиме во наредна прилика да ни пренесете уште нешто повеќе од добрите практики во Холандија. Ред, фала ви многу. Фала за вашата заинтересираност за сето ова. Се враќаме назад во студиото и сега следува една минута, би рекол, ми доаѓа да речем една минута. И мене ми доаѓа, искрено да бидам. Јана Јосифовска е она што таа долго време го правеше во 1 ТВ, отворените телефонски линии за вашите мислења. Јана, јас само ќе кажам дека ова ми е втори или трет обид во телевизијата да бидам дел од токму ваквиот формат, така што приматот ти го препуштам тебе. Мене ми е драго што, ќе имам прилика, макар и овие 10 минути со тебе, Чаловски, да ги отвориме телефонските линии, вака колегијално. И да, почитувани, овие 10 минути ги посветуваме на темата
како вие гледате на најновите поскапувања на лебот и белите печива, оно што претходно го споменавме, може да се забележат жестоки реакции во овој однос. Мелничарите уверуваат дека поскапувањето тука ќе сопрело, нели тоа поскапување од 2 до 3 денари, меѓутоа сепак главното прашање еве до вас. Како сметате, односно како ќе влијае врз вашата потрошувачка кошничка ова поскапување на лебот? Има поскапување на нафтата, имаме гледач, па велам добар ден и повелата. Доколку се слушаме. Добро вечер. Добар ден, господине. Добар ден. А може добар ден, уште е рано. Повелете, ајде, кој е вашиот став? А сакам да кажам само малку во врска со загадувањето. Повелете, и Ајде, тоа е да. отворена тема. Народот македонски, интелигенцију и вие сите млади генерации свесно освестете се и јавно кажете им на нашите државници на Република Македонија и пошироко на Балканот. Сите неразвиени државички кои од големите сили, кои војни моќници, пактови, се во име на слободата од ѓомити, од тероризмот, од разни причини, страшни војни прават. Среден исток гори, хемиски ракети, ама Русија и Америка, Франција, Германија имаат техника, филтри, за да си го заштитат својот народ. Жртва геноцид е македонскиот народ. Македонски народ е еден стар човек, има интуиција и интелигенција, ја ве ценам млади чеда. Освестете се, ако треба да направиме протест од големите сили што прават војни, геноцид прават, Во ред, е загадена од тоа, нека не ве лажат политичари. добро, дали имате Така, можеби некој коментар за За лебот. лебот? Меѓутоа, само ако можам да се надоврзам на вашиот разговор, во тој случај, доколку, како што тврдите вие, нели, дека е фактичката ситуација, нели мислите дека поголемите градови или барем градовите каде што има поголема индустрија на Балканот исто така би имале големо загадување како и Скопје? Бидејќи се работи за цел Ние сме регион. Македонија најокупираната држава со векови ден денеска од самите наши глави страдаме. Не сакам да влевам, мислејќи нашите државници за арно, сигурно никој не е будала да си го уништуе својот народ, во заблуда, сакајќи добро да направиме на народот наш, ние се уништуеме. Македонија е најзагрозена технички во светот, исто стандард за живење. Највечку страдаме, сакаме демократија, сакаме на капиталистичко општество, па ете си го донесоме. Едноумието за комунизам не чинело, го фрлиме. Ама страдаме во тој метеж, во општеството кој уште не можеме да го исправиме, загазиме во мафија, во корупција, во се најлошото што е. Младо генерацијо ве повикува да долюбе, барајте да запрат војните Во ред, да, тоа се никој согласуваме, така. не го посакува. Така, така. Во ред, Дедолјубе, ви благодариме за вашето јавување, иако сакавме да го слушнеме вашиот став конкретно еве и за темава денешна, но добро, почитувани, да, може и за аерозагадувањето, ако сакате да коментирате, бидејќи тоа како е актуелна тема. Се одлучивме токму за поскапувањето на лебот, бидејќи е нешто што ги тангира сите граѓани, за нешто за што имаше најмногу реакции. Па и оние чаловски од Твитер заедницата. Да, додека чекаме да се јави нов Може да гледач се кој што ќе има искористат. нели свој коментар, своје мислење во овие отворени линии во студиото. Може малку да се подсетиме односно оние твитови кои што ги испуштивме со намера да ги вклучиме токму во овој дел во отворените линии. Наидовме и на неколку реакции за поскапувањето на лебот, па така извесен Бони Топ, аватар на Твитер, кој што вели:
удри по джебот, кое што е прешкртено, па вели лебот на народот. Да. Реакција за поскапувањето. Има исто така друг еден твит кој што вели спиралата на Рашкошо вика за поскапувањето на лебот. Нема да јадеме леб, па автоматски сме заштедиле и ОП по висока плата или прашуваат граѓаните. Да, ова се однесува на генералниот секретар на владата. На владата. Има уште еден твит кој што секако можеме да го проследиме во овој дел. Вели, лебот поскапува за 2 до 3 денари. Ветекнува на вежбите на полицајците за протести на кои се носеа надписи "Сакаме леб", па изгледа ќе испаднат вистински на крај. Да, овие се неколку што ги издвоивме, меѓутоа имаше лавина реакција, ако може така да се каже. Верувам дека сите од вас, поголемиот дел, бидејќи оваа информација уште синоќ ја прострои за поскапувањата на лебот од Министерството за земјоделство, истакна дека ја следат состојбата, но еве, како што споменавме, граѓаните реагираат дека покрај горивата, нафтата, ова многу ќе удри по нивната потрошувачка кошничка и еве веќе имаме уште еден гледач, Така, Чаловски. по Дедо Љубе. Повелете во програма сте. Ало? Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Видите, во врска со покачување на лебот. Ако е тоа 3 денари или 4, мислам дека толку години не е покачен лебот и лично јас, па и другите граѓани се задоволни. Доколку сега дојде до покачување, мислам, тоа не е страшно, али е страшно покачувањето на водата, на струјата и други сметки кои доаѓа. Сакам малку да се оддалечам од темата, ослободувањето на оние кои се утушени за неплатени сметки, за камата, во ред, али ослободување на целата сума не иде во предвид да се изврши контрола какво е примањето на семејство кое не платило сметки, дали е тоа многу слабо или има добро примање, па да не се ослободуваат оние што имат добро примање. Тоа неплаќање на сметките се должи на карактерот и воспитувањето на луѓето. Благодарам, пријатно. Ви благодариме. Да, ви благодариме и вам за вашето јавување и доколку немаме веќе следен гледач на линија, редно време и овој блок да го заокружиме. Дали, да, ја гледаме веќе, она што сакав да го кажам, дека за кратко е времето, следува дневникот, односно вестите во 16 часот на 1 ТВ со колешката Елена Џугуманова. Само да ве подсетиме дека многу е можно во текот на целото ова издание на Студио 1, освен во овој термин, и понатаму да бидат отворени линиите за вашите размислувања, вашите коментари. Тоа се случуваше и вчера, ќе се случува и во текот на отвореното студио, предпоставувам и со колегата Боријан Јовановски, со кој што пак исто така ќе имате прилика да слушнете на различни теми, меѓу кои борбата со лажните вести, односно како да се заштитиме од лажните информации кои што и како можат да влијаат лошо на целокупното општество, доколку ги примаме таквите информации, па немаме филтер за она што е вистина, што не. Со Боријан ќе разговара новинарката Катерина Синадиновска. А вечерва на Јовановски гостин му е и директорот на финансова полиција, господинот Арафат Муареми. Јана? Да, како што кажавме, тоа е веќе за во вечерниот дел. За кратко следуваат вестите во 16 часот со колешката Џугуманова. Ние повторно, почитувани, ќе се видиме некаде пред 17 часот со разговор малку за светот и регионот и исто така една интересна тема, односно главно прашање кој што ќе го поставиме до претседателот на синдикатите, односно на Сдруженијата на судските работници, односно службеници.
дали е можно да има штрајкови во судовите, но затоа потоа, како што кажавме, сега веќе е времето за вестите на 1 ТВ.